4 нови автобуси на метан, вредни неверојатни 1 милион евра, а наменети за јавниот превоз во Прилеп, кои денеска промотивно беа ставени во употреба, повторно станаа камен на сопнување помеѓу локалната власт и опозицијата. Имено додека локалните власти си се пофалија со бенефитите за граѓаните од исполнувањето на ова нивно предизборно ветување, опозицијата препозна криминал и злоупотреба на јавните пари, пред се околу цената на чинењето на автобусите, потоа тендерската постапка за нивната набавка, како и немањето станица за метан во Прилеп. Овие 4 автобуси ги зедовме сега, а плативме само еден. И во наредните 3 години ќе се отплаќаат по еден автобус. Тоа е добро и то без кредит, без камата и без никакви додатни трошоци. Денеска во Прилеп дојде шефот на рекетарската банда Зоран Заев, кој заедно со неговите извршители на локално ниво промовираа 4 автобуси, секој вреден по неверојатни 250.000 евра народни пари, набавка чија позадина и начин на спроведување допрва ќе се проверува. Господине Заев, денеска ги промовиравте најскапо платените автобуси што се некогаш набавени, од кои еден се расипа уште при првиот извозен километар. Инаку новите автобуси од јапонската марка Исузу, кои општина Прилеп без меѓународна тендерска постапка ги набави преку Ауто Македонија од Скопје, а за потребите на јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, со пари од општинскиот буџет ќе се отплаќаат на 4 годишни рати во висина од околу 15 милиони денари годишно и без камати. Според надлежните, главната придобивка од овие автобуси, освен што се еколошки и според Евро 6 стандардите, е што ќе биле и многу поевтини. Граѓаните на Прилеп конечно добиваат градски превоз каков што заслужуваат. Редовен, комфорен, навремен, а со ова се надеваме дека конечно јавното предпријатие ќе излезе од лошата финансиска состојба во која што се наоѓа веќе подолг временски период. На денешната промоција на новите автобуси присуствуваше и премиерот Зоран Заев, кој истакна дека набавката на метанските автобуси, кои биле први такви во земјава, била сериозна инвестиција на општина Прилеп. Со здравје да ги користите и да си ги чувате да траат подолго. Градскиот превоз во Прилеп за прв пат беше воведен во април 2014 година со 6 автобуси кои собраќаа на 3 линии. Од тогаш до сега возниот парк не беше обновен, а неколку автобуси не ни беа во функција.